Во постојан пораст е бројот на пациенти кои се борат со астматични напади. Зголемените температури во комбинација со влажниот воздух се најголем непријател на луѓето кои имаат астма, но и хроничен бронхитис. И од итната медицинска помош тврдат дека во изминатите неколку денови најчесто се јавуваат пациенти со овие проблеми. Нашата држава, како држава, 6 до 7% од вкупниот број на населението боледува од астма. Било да се работи од алергична или неалергична астма. До 2025 година се очекува околу 100 милиони жители да заболат од астма. Како една од причините кои придонесуваат за зголемување на бројот на пациенти со астма е аерозагадувањето. За жал се поголем е бројот и на деца кои страдаат од алергиска астма. Астмата е причините за развој на подемот на астмата во светот, во светски рамки и кај нас во нашата држава, всушност представува се поголемото загадување, индустријско загадување. Алергичната астма е во подем, посебно кај детската популација, меѓутоа исто така и кај возрастната популација. Начинот на живот, пестицидите, прскањето, значи на храната што ја внесуваат пациентите, а воедно и на алергените кои што ги има во природата. Според податоците од минатата година од клиниката за пулмологија, во Македонија од астма се заболени од 80 до 100.000 лица. Се верува дека оваа бројка е зголемена на 170.000 заболени лица, вклучувајќи ги и оние со дијагноза ХОП.